Добар ден на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам што сте присутни заедно со делегацијата на владата во Берлин на официјалната посета на канцеларот Шолц и на германската влада. Вчера бевте присутни на пресконференцијата на која што заедно со канцеларот Шолц практично зборувавме за најважните аспекти на билатералната соработка на Германија и Северна Македонија, како и на поддршката која што имаме од Германија во нашите евроинтеграции. Вчера беше исклучително јасна пораката на канцеларот дека Германија останува еден од најпосветените партнери и држава која што практично дава најголема и најсилна поддршка на земјите од Западен Балкан за интеграција во Европската унија. Беа одговорени и добар дел од прашањата кои што се поставуваат, ако не и сите прашања во нашата јавност, а тоа се однесува на одлуките кои што треба да ги донесеме, како и на понатамошниот тек на евроинтеграцијскиот процес. Канцеларот беше многу јасен дека Германија стои зад нас и дека она што е договорено со 27 земји членки на Европската унија и е дел од преговарачката рамка, практично е она што до што се придржуваат земјите членки на Европската унија и дека гаранција за тоа се земјите членки на Европската унија, 27 земји членки, и особено оние кои што се најголеми и најмощни во Европската унија, тука секако спаѓа Германија. Исто така тој ја изрази поддршката на Германија во делот на одлуката која што имаме пред нас, а тоа е гласањето на уставните амандмани за вклучување на други делови од народи, вклучително и деловите од бугарскиот народ во преамбулата на нашиот устав. Тоа е одлука која што треба да се донесе до завршувањето на скринингот, со цел процесот да не застане и да може Северна Македонија непрешено да ги продолжи отварањето на поглавјата и реформите кои што ќе следуваат, зашто повторно ќе бидат потребни 2/3 во собранието во делот на реформата на правосудството, реформата на јавната администрација, реформата на медиумите, се тоа закони кои што се менуваат со 2/3 мнозинство. И затоа велам дека овој тип на гласање и овој тип на реформи не треба да бидат предмет на дневно политичка дебата и теми на кои што се добиваат дневни политички поени од избори до избори, туку треба да бидат предмет на еден општествен консензус, бидејќи со нив се обезбедува побрза интеграција на државата во Европската унија и пред се подобар животен стандард со тоа на граѓаните. Во текот на посетата имав можност да отворам и други средби. Една од тие средби е со фондацијата Фридрих Еберт, која што долги години од самото самостојување на Северна Македонија е присутна во нашата држава. И таму исто така разговараме за интеграцијата на Северна Македонија во Европската унија и реформите кои што се прават, а во дел од нив и самата фондација учествува преку финансирање на голем број на проекти во текот на изминатите години, во моментов и во иднина. Исто така економијата е една од темите кои што се многу значени во делот на соработката со Германија. Ние треба да знаеме дека Германија е најголем трговски партнер на Северна Македонија, над 3,5 милиарди евра годишен извоз од Северна Македонија оди во Германија. Потоа 200 германски компании се инвеститори во Северна Македонија кои што вработуваат над 20.000 работници, кои што имаат надпросечни плати во државата. Исто така разговаравме и за новите инвестиции кои што ќе се случат, и тука пред се мислам на Гересхаймер, германска компанија во делот на медицината, која што ќе гради фабрика за опрема за вакцини, Костал, кој што ќе започне со нова инвестиција во државата, голем производител на батерии, исто така од Германија. Остварив средба и со генералниот директор на Deutsche Telekom, господинот Хедгес, и со неговите колеги задолжени за Европа, на кои што разговаравме најмногу за 5G технологијата, која што веќе подружницата на Deutsche Telekom, Македонски Телеком, ја имплементира во нашата држава. Потоа за технолошките решенија кои што Deutsche Telekom како најголем оператор во Европа и еден од трите најголеми во светот ги има и ги прави, а се однесуваат најмногу во сајбер безбедноста и во овозможувањето на дата услуги за приватни и јавни институции, и беа презентирани најновите достигнувања токму во овој дел, и сметам дека тоа е нешто што ќе биде предмет на поголем состанок кој што ќе се одржи во Скопје, бидејќи
процесот на дигитализација е процес кој што секогаш оди напред. Меѓутоа, заедно со дигитализацијата, секогаш рака под рака оди и сајбер безбедноста, бидејќи што е поголема дигитализацијата, тогаш и сајбер безбедноста доаѓа на позначено ниво, бидејќи институциите се изложени на секакви напади. Исто така имав средба и со медиуми од Германија. Ќе можете да видите мој интервју во Frankfurter Allgemeine Zeitung и други билатерални средби кои што се на ниво на Министерството за надворешни работи и Министерството за економија на Германија.